Во никој случај децата да не се злоупотребуваат во изборните кампањи, пракса што во периодов на големо се практикува. Од Државниот совет за превенција на детско престапништво, за Алфа вела дека треба да се заборави злоупотребата на малолетниците за политички цели и нивната партиципација во нив. Вела дека имало разлика меѓу фотографирање на политичари со деца и остварување средби со деца и разговор со нив. Државниот совет за превенција на детско престапништво укажува на тоа дека вклучување на деца, односно лица до 18 години, во било какви активности поврзани со тековна политичка кампања, во смисла присуство на штандови, на билборди, снимен материјал и така натаму, значи злоупотреба на деца во политичка кампања. Укажуваме на тоа дека тоа воопшто не е во најдобар интерес на детето, а државата треба да се грижи за она што значи помош, заштита, правилен раст и развој. Лажетиќ потсетува дека изборниот законник, односно членот 183, предвидува казна од 8.000 евра за радиодифузерот и 30% од одмерената глоба за одговорното лице, и тоа ако објави снимки каде се гледаат малолетници. Децата до определена возраст, и тоа не е случајно утврдено и со конвенцијата и со другите документи меѓународни, немаат можност да донесат информирана одлука. И затоа ни е потребна определена возраст за да може таа одлука да биде информирана кон кого они ќе се приклонат понатаму кога ќе бидат веќе возрастни. И додека професорите критикуваат малолетниците да не се злоупотребуваат во изборната кампања, детските градинки натаму се под клуч, но не за сите. Тоа не важи за лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој од Штип се појави на промоција на градинка. Дали ова не е злоупотреба на институција каде тие се згрижуваат? Опозицијата го осуди потегот на Заев како злоупотреба за политички и партиски цели. Вела дека за ова ќе ги известат мисиите на ОПСЕ и ОДИХР. Претходно реагираше и Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги. Констатирала дека повеќе телевизии спротивно на членот 76 став 3 од изборниот законник емитувале платено политичко рекламирање во кое учествуваат малолетници.